ајде вака, сега на кратко. Прво да почнеме од тамо каде што завршивте со платите. Во буџетов наративот е дека ќе се зголемат платите на граѓаните, односно оние граѓани кои што работат во јавната администрација. Време е да зборуваме за реалниот ефект на платите, односно кој ќе биде реалниот ефект на ова зголемување во услови кога имате ваква инфлација која што неминовно е, барем понато што јас го гледам, во услови кога во месец август каде што има намалена потрошувачка на електрична енергија и така натака е скоро 9%, со што јас очекувам дека во наредниот период кога ќе почне да се користат енергентите на загревање на домовите, зголемена потрошувачка на електрична енергија, како и зголемувањето на цената на горивата кои што вагаат во инпут финален производ, инфлацијата и да расте. Тоа значи ако вие за 2 години имате 44% зголемување на цената на храната и 50% зголемување на цена на електрична енергија, нешто што не може да е увезено заради тоа што едноставно нема доволно производство на електрична енергија, зголемувањето од 10% во ваков износ е едноставно ништовно, бидејќи не вреди никако во секојдневниот живот и тоа можете да го видите. Во оние табели на Државниот завод за статистика имате покрај сите показатели реално покачување на платите и тука можете да видите дека реалното покачување на платите во износ од 12 месеци, односно во временски период од 12 месеци е негативно. Односно дека реално платите не може да пораснат бидејќи вредноста на платите согласно тоа што може да се купи во маркет е многу помала него во 2016, 17 или пред 12 месеци. Едноставно 36.000 денари сега и 36.000 денари пред 12 месеци не вредат исто. И тоа е факт. Сега, ајде да зборуваме за антикризните мерки и тука да ви кажам колку нелогичности имате и во вака предложена предлог одлука. Прво велите вака. Министерот за економија и директорот на Државниот пазарен инспекторат велат дека ќе ги замрзнуваат цените на производите на производи од прехрамбена природа и денеска за пијалоците. Но од друга страна, тука правите една колизија со данокот на додадена вредност. Почитуван министер, никој во државата ја нема видена листата на производи која што ќе се даночи со неповластена даночна стапка. На веб страна имате тие што ќе се даночат со 5%. И тоа го прочитав. Добро, тоа не сум го видел. Тоа не сум го видел и сметам дека тоа треба да биде јавно објавено, бидејќи треба граѓаните да знаат која листа на производи ќе биде оданочена поскапо за 5 или за 13%. Сега видите каква нелогичност. Од една страна ќе ги замрзнуваме маржите и цените, со што ќе направиме директна штета на овие кои што се производители или продавачи, од друга страна преку интервенција на законот за дадена вредност ќе го качуваме ДДВ-то на производите. Каде е тука логиката? Нема тука логика. Од една страна сега замрзнуваме, од друга страна го покачуваме ДДВ-то. Затоа не имаме амандман на тие основни прехранбени производи, како што вие го предложивте законот, затоа што јас ви кажав, уште еднаш ќе ви го повторам тоа, јас не верувам дека човек со економски знаења од елементарна природа би предложил вакви акти до собрание. Вие ми кажавте, не моето министерство, мене никој не ми ги дал. Добро, тогаш и вас ќе ве ставам во тоа непопуларно друштво со Ковачевски и Груби. Зборуваме, ние имаме поднесено амандман и за намалување на акцизата за горивата. Зошто тоа го бараме? Бидејќи кога го намалиме тој приход во буџетот, тука ќе го намалиме и импутот, транспорт во финалната цена на производ. Така ќе биде поевтини лебот, така ќе бидат и поевтини сите производи кои што се во малопродажба. Сега, како тоа може да се направи? Преку две нешта. Прво да се откажеме од приходите во буџетот, а второ да пуштиме во оптек државни резерви, заради кој што имаме институција за нафтени државни резерви. Во институцијата која што е задолжена да ги чува нафтените државни резерви во државата, знаете што правите со оваа одлука? Жестоко кратење. Ако државата имаше државни резерви во нафта и тие ако ги пласира кон бензинските пумпи, ако граѓаните по тој основ добијат поевтина цена или барем стопанството, може пекарската, кондиторската, прехранбената индустрија, на тој начин тие средства и тие цени ќе бидат намалени и граѓаните ќе купуваат поевтини производи во маркетите. А зошто тоа нема да се направи? Затоа што во предлог одлуката која што вие ја предлагате, едноставно правите кратење. Втора работа, ние секогаш ви викаме,
маржата на производите и замрзнувањето на цените треба да биде пропратено само со една работа: пласирање на пазарот на државните стокови резерви. Затоа што ако вие не пласирате државни стокови резерви, а ги замрзнувате цените, знаете што правите? Прво, недостаток на производи во рафтовите, а второ, веднаш по завршувањето на таа времена мерка, сурово качување на цената, затоа што овие од маркетите мора повторно да излезат на некоја си позитивна нула. Сега, вие не можете да пласирате производи од државните резерви, како зејтин, леб и други дополнителни прехранбени производи, затоа што во оваа предлог одлука вие дополнително ги кратите тие ставки кои што треба да обезбедат задолжително ниво на државни резерви. Ке се сетите, пред една година ние ви велевме токму од оваа говорница дека има законско ниво на кое што тие државни резерви треба да бидат полни. Никој не излезе да не демонтира кога отворено обвинувавме дека едноставно тие државни резерви се празни. Сега ние повторно во оваа предлог одлука ги намалуваме ставките и ги оставаме граѓаните сами да се снаоѓаат. Така оваа држава ја подгрева инфлацијата, почитуван министр. Така оваа држава ја подгрева инфлацијата. Не можеме ние, еве имавме состанок со коморите, најверојатно и вие сте имале. Дали знаете, по основ на покачување на каматните стапки заради да се приберат средствата од пазарот према државните институции или према НБРМ или оптегот од слободни пари да се повлече, имаат поскапено ратите на кредитите на стопанството. И кој тоа ќе го издржи? Од една страна им ги покачуваме ратите за кредитите, што е факт. Од друга страна не им помагаме во електричната енергија, не им помагаме во работењето, тоа можете да го видите и во оваа предлог одлука. Слободно отворете ги ставките на оваа институцијава каде што е Јован Деспотовски директор, односно за странски директни инвеститори. Отворете ги и ќе видите. Отворете Министерство за економија, економска промоција или помош на мали и средни предпријатија, ќе видите колку се крати. Тоа е она кое што ние зборуваме. И таму каде што се обидува нешто да се помогне, сепак тие акти се без никаков ефект. И затоа немаме значителни подобрувања во економијата. Затоа имаме вакви предлог одлуки, затоа едноставно бегаме од процесот на носење на транспарентно ребаланс со рокови, за да можат граѓаните и стопанството да го видат. И повторно ние, кога ќе завршиме со оваа дискусија, ќе имаме незадоволни комори, незадоволна организација на потрошувачи, незадоволни граѓани, затоа што нема никаков консензус во ова општество и не се разговара, нема диалог. Како да има диалог кога сега ќе ги држиме граѓаниве заложници, ќе направиме димна завеса, дека ова е одлука која што се носи за покачување на плати и пензии, од друга страна се она кое што е легализирано, се она кое што сака да се имплементира во ставките на буџетот е само за додевување на ваквите компании. Пак ја кажам, жалам што е ова случај со оваа предлог одлука, но сепак еве имам одреден каков таков оптимизам со оние амандмани кои што ги имаме ние поднесено. Тоа се амандмани кои што исклучиво се базирани на помош на граѓаните и на стопанството. Во спротивно ваквата предлог одлука не само што нема да добие поддршка од пратеничката група на ВМРО ДПМН и на коалицијата за обнова на Македонија, уште поважно е што ваквата предлог одлука нема поддршка ниту од стопанството и од граѓаните. Благодарам.